Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. На Роби Вилјамс изгледа му тргна со дуетите. По најавениот дует со британската пејачка Адел. Роби наводно снимил свинг дует со Майкл Бубле. Станува збор за песната Candy, која ќе се најде на неговиот престоен албум, кој ќе биде продолжение на Swing When You Are Winning од 2001 година. Го запознав Роби преку X Factor и многу го засакав. Песната ќе се најде на неговиот свинг албум и е одлична. Одлично се забавувавме и додека ја снимивме, изјавил Майкл. Канадскиот пејач отворено поразговарал и за нивното пријателство. Роби веројатно е многу поотворен од мене. Јас сум поприлично отворен, но тој ги покажува и своите демони. И јас имам некои демони, па со него можев отворено да зборувам како со никој друг. Беше супер, уживам во разговорите со Роби. И двајцата сме несигурни и се справуваме со помислата за тоа како сме можеле да живееме. Но и двајцата правиме и даваме се од себе. Па затоа сметам и дека нашиот дует ќе биде феноменален, изјавил Майкл. Вилијам неодамна навести дека работи на својот втор свинг албум, а во меѓувреме и Адел откри дека ќе сними дует со Роби кој ќе се најде на неговиот следен албум. Поп дивата Мадона конечно успеа да ја прескокне границата на $1 Во својата 54 година, Мадона успеа да влезе во клубот на познати личности кои на својата сметка имаат 10-цифрена сума на долари. Имотот на 54 годишната Мадона пред само 2 години беше проценет на $700 милиони, но поп-иконата, која е позната и како вешта бизнис жена, умно ги инвестираше своите пари, со што за краток период имотот го зголеми на $1. Мадона доби $10 милиони од рекламата за вотката Смирнов, а незиниот парфем Truth of Dare и донесе дополнителни $60 милиони. Таа инвестираше и во ланецот на фитнес клубови, како и во еден диетски напиток што се покажа како добра инвестиција. Мадона заработи и вртоглави $305 милиони од незината последна турнеја. Според експертите, кралицата на поп-музиката би можела да заработи уште неколку милиони годинава од продажбата на својата колекција за облека, така наречена Material Girl. Лондонскиот восочен музеј доби уште една восочна фигура, овој пат на актерката Ема Вотстон, позната по улогата на Хермоина во Хари Потер. Оваа 22 годишна актерка достигна многу во својата кариера на толку рана возраст и веќе си има и своја восочна фигура. Восочната фигура е неверојатно слична со Ема, а дури облечена во еден нејзин фустан. Црниот фустан кој што го носи восочната Ема е креација на Ели Саб, а Ема го носеше на еден настан во Хонг Конг во 2011 година. За восочната фигура да биде што поприродна и послична на Ема. Професионални козметичари ја нашминкале и дури и направиле фризура. Кога ќе се спомене Холивуд, првото нешто кое сигурно ви поминува низ глава е познатиот надпис, кој се наоѓа на ридот северно од Лос Анџелес. Главните асоциации за Холивуд секако се и светските актерски звезди. По цели 35 години надписот за прв пат е реконструиран, односно одново бојадисан. Реконструкцијата, која траела 9 недели, всушност представувала подготовка кон јубилејот 9-децениско постоење на надписот. За неговото повторно бојадисување биле потрошени околу 360 литри бела боја, што чинело околу $175,000. Легендарниот надпис бил создаден во далечната 1923 година, како реклама за продажба на недвижнини, но подоцна добива големо значење како брендиран символ на киноиндустријата. Правичниот надпис гласел Холивуд Ленд, а во 1949 година бил отстрнет последниот збор Ленд. Последната реконструкција била извршена во 1979 година со средства спонсорирани од рок-звездата Алис Купер. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.